Дијабетесот како заболување се повеќе е присутно и кај граѓаните од Кочанската општина. Бројот на дијабетичари корисници на инсулинска терапија расте. Во општина Кочани има околу 800 корисници на инсулинска терапија, од кои околу 50 се дијабетичари од типот 1, а останатите се со дијабет од типот 2. Алармантен е и бројот на деца со дијабет, и тоа на возраст до 14 години. Сдруженијето на дијабетичари од Кочани активно работи на едукација на граѓаните во борба против дијабетот. Претседателот на Сдруженијето на дијабетичари со изјава: 14 ноември се одбележува како светски ден на борба против дијабетесот. Кај нас моментално во Кочани сметаме дека има околу 3000 лица со дијабетес. Сдруженијето функционира на 10 години во општина Кочани. Се грижиме за навремено да бидат обезбедени дијабетичарите со својата терапија, како инсулин, така и таблетарна терапија. Организираме предавања, на кои што предавања и укажуваме за начинот на исхрана, физичката активност, се она што е потребно за што полесно да се справат со оваа болест. Сме обезбедени со терапија, таблетарната терапија има редовно, меѓутоа во последно време се чувствува понекогаш недостиг на одредени типови на инсулин, не на сите. Поголемиот дел од лицата со дијабетес ги имаме на тип 1 дијабет, ги имаме обезбедени со ленти, кои што се неопходни за секојдневно домашно мерење на гликемијата. Кај нас во Македонија, како и во светот, има една лоша тенденција да, за жал, се поголем број на помлади луѓе. Значи, границата на заболување со дијабет се спушта, така да и младите често заболуваат од оваа болест. Во Кочани во моментот има и преку 30 на деца до 14 годишна возраст кои се со дијабет тип 1. Инсулинската терапија редовно и навремено е достапна до дијабетичарите. Најново е што ново регистрираните пациенти прво се ставаат на хумана инсулинска терапија, која доколку истата не го даде очекуваниот резултат, се менува аналогно на истата. Во делот на превентивата против дијабетот, Синадинов со изјава: Ние по повод овој светски ден на дијабетесот во општина Кочани планираме една акција за мерење на шеќер во крвта, која ќе биде спроведена во некои од селските населби, и предавање на тема од дијабетесот, регулација на дијабетот. Предавачи ќе бидат професор од клиниката за ендокринологија од Скопје. Со активностите на Сдруженијето на дијабетичари, како и со советувањето кои ги прави до граѓаните, се настојува бројот на заболените лица од дијабет да биде намален.